студените денови кои доаѓаат бараат од нас да смислиме рецепти кои ќе ни помогнат да се стоплиме, да ни дадат чувство на дома, да го замирисаат домот во со најразлични мириси и да не стоплат како од внатре, така и од надвор. Често готвам чорби. Многу сакам чорби. Сакам чорби од леќа, чорби од тиква. Правам најразлични варијанти, верувале или не, правам и чорби во кои користам банана за да ги изгуснам. А денешната чорба ја направив една комбинација од рецепти, оние познати ќофтиња во сос, кои се дел од нашата македонска традиционална трпеза, ама ги употребувам во чорба. Сите сме јаделе, нашите мајки, нашите баби ни подготвувале супи со кнедли. Кнедлите се прават од гриз, а ние денешните кнедли ќе ги направиме од мелено месо. Меленото месо решив да го употребам за да ми го даде тој богат вкус на чорбата, без при тоа да употребувам некое јунешко, коска или било што кое ми треба долго време да се вари за да се постигнат тие вкусови. Ќе направиме кнедли. И секако секоја добра чорба мора да има добро лепче. Јас ќе ги направам оние наши познати босанки кои се купуваат во сите кебапчилници, кои ги имате во сите пекари. Јас ќе ви подготвам една домашна верзија. Експериментирав со неколку рецепти и мислам дека дојдов до совршениот рецепт кој ќе ви даде едно исклучително задоволство на чинија. И нормално, за да ја почитуваме традицијата и земјата од која доаѓаме, ќе го подготвам охридското макало. За многу делува комплицирана состојка, дека комплицирано се прави тој рецепт, а јас ќе ви покажам дека тоа не е така. Најважната состојка во охридското макало е трпението. Да започнеме. Имам 300 грама мелено месо. Ќе користам раце. Ако сметате дека тоа вас не ви е пријатно, користете, мешајте со лажица. Мене се уште ми е најзгодно со раце. Имам 300 грама јунешко месо. Не ја срушив куќата, само ја ставив чинијата. И ќе почнеме да ги додаваме нашите состојки. Тука имам еден цел кромит, половина ќе го искористам за моите кнедли, а половина за супата, за чорбата. Нема добра чорба без кромит. Стандардни состојки. Ќе ги промешам. Ќе додадам едно јајце. И секоја убава македонска чорба заслужува дафинка внатре. Ке ставиме малку, за да ни замириса целиот тој сув зеленчук. И да се потсетиме на ние традиционални вкусови. Ке ставиме сол. Ке додадеме црн бибер, мелен. И една чешна лук. Уште еднаш промешајте. Убаво изгмечете, бидејќи треба да формираме кнедли. И со лажица за сладолед формирајте исти кнедли. Па нели треба да биде убаво, покрај тоа што треба да биде вкусно. Ќе ги формирам кнедлите и ќе ги оставам да одморат. Ги оставам да одморат, бидејќи јајцето кое го ставив внатре ќе почне да ги врзува со стојките, за да можам кога ќе ги ставам во врелото масло да не ми се распаднат и да се распаднат толку ќе има состојки внатре. Некој ако ви се распадне, немој да се тревожите, апсолутно немој да сметате дека ви е неуспешен рецептот и да се распадне меленото месо. Едноставно ќе се изблендира со сите други зеленчуци кои ќе ги употребиме.
Додека ги одмараме нашите кнедли, ги одмараме додека ги подготвиме другите зеленчуци, ќе почнеме со подготовка на оваа чорба. Оваа чорба ќе биде зимска чорба. На загреано тенџере подлабоко користете, ставете малку брилијант сончогледово масло. Во оваа супа ќе употребам сончогледово, бидејќи сакам да ми има македонски вкус, а во нашата традиција често користиме сончогледово масло. Преостанатиот кромит ќе го ставам да почне да се прши. И додавам една по една состојките, повремено промешувајќи. И дајте им по минута-две, секоја од нив да го активира својот вкус, да одмори, да се спои со маслото. Маслото ги активира оние состојки во сите зеленчуци, зачини, така тие полесно го испуштаат. Секогаш кога го пржите кромитот, додадете малку сол за да ја испушти целата вода внатре и почнете со додавање на другите состојки. Јас имам морков, ќе ставам една рака морков, ова е рендан, можете и на коцкички. Сакам да ми биде погуста чорбата, да биде баш манџа. Класична наша македонска манџа. Повторно промешајте. Продолжуваме со парче целер. Јас имам мало парче целер. Доколку сте љубител на целер, употребете поголемо. Јас не сум толку, бидејќи сакам само да ми се појави како нота, односно да ме потсети на сите оние зимски супи кои ги правеше мајка ми. А ако вие сте љубител на целерот како вкус, ставете поголемо парче, многу е здрав. Еден од поздравите состојки и зеленчуци кои може да ги конзумирате во зимските месеци, ја подобрува циркулацијата. Ќе ставам и корен и лист. Повторно ќе промешам и ќе му подарам трпение. Иако не сум многу трпелива личност по природа и карактерно, можеби затоа готвењето ми е вид на медитација, заради тоа што единствен начин за да ми се смири карактерот и да измедитирам, да ми се смират мислите е додека готвам. Само во готвењето трпението ми е карактерна особина. Додека се уште имам малку од маслото, бидејќи немам додадено повеќе зеленчуци, ќе ставам малку интегрално брашно. Интегралното брашно пропржено во зетина е можеби дел од онаа класична запршка, нели, каде што користиме бело брашно во нашите традиционални македонски јадења, меѓутоа јас користам интегрално заради тоа што ми дава еден запечен, еден јаткаст вкус на храната и дополнително ќе ми го впие сега целото масло, го ставам во баш овој период, бидејќи сакам да подгори, малку да се запржи, а следи домато, тој ќе испушти повеќе вода и нема да ми го изгори брашното. Промешајте и започнете со сечкање на доматот. Доколку, бидејќи чорбата ќе се вари подолго, 40 минути сигурно, доколку сакате вкус каде што нема да ви се забележат доматите и лушпата, имате нели кратка постапка како да го излупите доматот, ќе го ставите во вриена вода, 1 минута до 2 максимум, и потоа директно ќе го префрлите во вода со мраз. Претходно само засечете на доматот еден форма на крст, една засеченица и ставете го да се проврие, бланшира и директно потоа во вода со мраз. Лушпата на доматот ќе излезе во 1 секунда без никаков неред. Јас го обожавам и кога има лушпа. Таа ми дава дополнителна арома. Доколку сакате да бидете нели педантни, да покажете вештини, тоа е добар трик. Повторно промешајте. Оставете го кратко. И следната состојка која ќе ставиме е граф од конзерва.
Доколку ставите граф кој не е сварен, знаете дека за да се свари гравот за на наша традиционално тавче гравче или обична граф чорба, треба да ја фрлите првата вода, бидејќи не е тоа возможно во правење чорби, користете секогаш конзервиран граф. Има дополнително убав вкус. Јас имам тука половина конзерва ќе ставам. Повторно трпение. И последната состојка од намирници кои се варат, што ќе ги додадам, ќе бидат 2 лажици леќа. Зачините кои ќе ги користам во оваа чорба е неколку гранчиња карамфилче. Знам дека е неочекувано, меѓутоа мене ми има мирис на зимата која следи, на сите празници, на целата традиција која не очекува, ме носат на убаво место, така да ако не ви се допаѓа, сменете го со нешто што ви се допаѓа. Ставам киммелен, многу малку, само за да се појави како нота во позадина. Убаво и дарежливо бибер. Биберот е добар за циркулација и секогаш кога го конзумирате, знам дека е лут и можеби непријатен, меѓутоа кога го конзумирате во зимските денови, тој знае да ја подобри циркулацијата и да ви ги улесни сите оние проблеми кои доаѓаат од студот. Мешајте. Еве како изгледа нашата основа за чорбата. Ќе додадам за вкус една шолја каде што растворив телешка коцка за супа, бидејќи користевме јунешко месо за нашите кнедли. И ја ставете да проврие. Оно што сакам да го додадам на крај е таа италијанска мешавина. Италијанската мешавина е составена од повеќе различни начини. Внатре има терагон, има мајчина душица, има црвен бибер, има сол, има лук сушен, кромит сушен, меѓутоа се е во мали количини. И има една арома која искрено мислам дека убаво ќе легне во оваа супа. И одлично ќе се вклопи во другите рецепти кои ќе ги подготвам денес за вас. Ќе ставиме да зоврие, ќе додадеме после уште 2 шолји вода, бидејќи сакаме поголема количина на течност и кога таа убаво ќе врие, една по една ќе ги додадеме кнедлите внатре, за да можат директно јајцата да дојде во топир со врелата вода, да го врзе кнедлата, за да не се распадне внатре. И како што кажа, трпение да зоврие водата сега. Супата зовре. Додадов уште 2 чаши вода за да добиеме чорба за целото семејство. И ќе почнам да ги додавам кнедлите внатре. Значи водата треба да врие за да може да не се распаднат кнедлите и од кога ќе ги додадете сите, немој да мешате, дајте им 3-4 минути за тие да си ја задржат својата форма, а потоа може малку да промешате. Во суштина и не мора, заради тоа што супата веќе доволно е мешана. Ќе оставиме да врие на среден оган од прилика 30 до 40 минути. На местото му треба многу помалку во суштина, ама сакам да се згусне и природно својата, значи ставивме околу литров вода внатре, сакам да стигне до околу половина, за да имаме густа, убава, богата чорба која ќе ја јадеме со нашите босанки.
сакала да може да ви го доловам овој мирис. Мириса на зима, мириса на ладните денови кои ни следат. Еве како изгледа мојата чорба. Мајка ми ме вика шарпланинец, затоа што доаѓам од Гостивар, доаѓам од поладен крај и многу сакам студени денови, многу сакам зима, снег, многу повеќе отколку летото. И можеби затоа сум фан на вакви чорбести, топли јадења. Како што ви ветив со мојата чорба, денес ќе ви подготвам едно прекрасно, меко, убаво босанско лепче. Правам неколку рецепти на босанско лепче, а ова ќе биде само со млеко и со брашно. Ставаме 1 чаша млеко. Му доаѓа од прилика 300 мл. Доколку сакате уште помеко, додадете 150 мл млеко, 150 мл јогурт. Културата во јогуртот уште дополнително ќе го направи меко тестото. Ставам 1 сув квасец, го ставам директно во млекото и ставам шеќер. Шеќерот ми е потребен за да ни го активира квасецот. Кога не се бори конзервата со вас, ќе ставам само 1 лажица. Најпрвин ќе го промешам за да ми се раствори квасецот внатре, а потоа ќе додадам сол, бидејќи не сакам квасецот да дојде во допир со солта. Брзо ќе се направи тоа. Ете толку. Сега за солете, убав прстофот, 2, можеби, и почнете со додавање на брашно. Имам околу 500 грама брашно на оваа количина на течност. Ќе ја додадам цела. Имајте малку резерва на страна за да, доколку ви е многу меко тестото, за да додадете. И месете. Така, додека не се соедини се. Тестото се соедини. Готово е кога ќе поминете низ чинијата и не се лепи. Ќе го префрлам на даска за сечење. Ќе го покријам со крпа и ќе му дадам час и половина убаво да стаса. Ви треба меко, гумено тесто, повторно ќе го размесите и ќе ви покажам како се пече. Тестото го стасувавме час и половина. За тоа време се одморив, испив добро кафе. Ова не е ручек кој можеби брзо ќе го направите, но ако го подготвите тестото предходно, можеби и ќе ви успее, бидејќи чорбата захтева некои 40 минути. Еве гледајте колку е готово и убаво стасано тестото. Ќе го размесам уште еднаш. И ќе го поделам на неколку топчиња. Прво на средина. Можам да направам, мислам дека 6. Ќе го месам со масло. Приметив се дека не ставив внатре масло и ќе користам од брилијант маслото на Витаминка. Ќе ги намастам моите раце и убаво ќе го размесам тестото рустично, за да има изглед на она класична босанка. И ќе ги расшарам, само заради тоа што така подобро изгледаат.
Ќе ги ставиме на хартија за печење и плех и ќе ги печеме околу 20 на минути на висока температура. Уклучете арината на 220 до 240 степени, зависи како ви пече, на средната полица, или печете ги додека не забележите дека се комплетно бели, а добиваат само златесто жолта боја одозгоре. Сега следи охридското макало. Има многу дилеми што содржи традиционалното охридско макало. Има струшка верзија, има охридска, има секаква верзија и јас слушнав многу. Најчесто го прават само од неколку состојки, некои додаваат павлака, некои додаваат малку мајонез и лажат дека нема, а јас ќе додадам само лук, малку оцет и брилијант маслиново масло на витаминка. Брилијантот, не знам дали знаете, меѓутоа мајонезот се прави од само едно јајце и додавање на масло, сончогледово масло, капка по капка. Ќе искористам таа верзија за да можам да го направам нашето убаво кремасто макало од лук, која ќе оди феноменално со оваа чорба, а можеби никој нема да сака да не дружи денеска од кога ќе ја пробаме. Имам една цела чинија со лук, која ја исчисти мојата продуцентка Маја, која денес е роденденски, и оди во куинскиот робот. Ќе ја уклучиме прво да го згмечиме лукот, ќе ја уклучиме на споро, па полека ќе ја зголемуваме брзината. Како што ви кажав, за денешната емисија најважната состојка е трпението. Јас ќе ставам малку по малку од оцетот, јас имам тука околу 100 мл, можеби помалку ќе треба за оваа количина на лук. Овој рецепт знам да го правам од око, така да пробувајте. Направете прво пастата од лук, расичкајте го лукот и потоа полека малку по малку додавајте од другите состојки. Сега ќе додадам малку само за да ми се собере лукот од страните од насадот, за да може да почне да се формира пастата. Не знам дали може да видите, веќе добивме една совршена паста од лукот и ќе продолжиме со додавање на маслото. Ќе додаваме капка по капка, буквално додека цело време работи блендерот. Тоа ќе го правиме од прилика 5-6 минути. Јас нема да зборувам затоа што ништо нема да ме слушнете, но ќе покажувам како тоа се прави. И повторно, најважната состојка трпението. Додадов 3 состојки: лук, оцет и сончогледово масло. На крајот убаво засолете и кратко испулсирајте го апаратот за да го промеша. Совршенство во чинија. Тоа беа денешниот избор на рецепти во Гответе со Маја. Басанките се испекоа, врели се,
Земете една чинија и послужете ја супата која направивме со кнедли од јунешко месо. Јас не знам за вас, за мене ова едно совршенство во чинија. Денес ви исподготвив рецепти кои мирисаат на ладно, кои мирисаат на зима, кои мирисаат на семејство, кои мирисаат на традиција. Се надевам дека ќе се охрабрите да ги подготвите дома. Сите производи денес по емисијата ги обезбеди Пакет МК. Останувам да уживам со моето макало, а ние веќе се гледаме во следната епизода на Готвиме со Маја.